mojo srce, ljubovta tvoja. Isuse, lekuva se, neka se pretoči po moje srce, ljubovta tvoja, lekuva se. Letaj, letaj, dušo moja, na krila ta, na ljubav ta. Letaj, letaj, dušo moja, kaj tako domo večno sta. Hriste Bože, ja te ljubam, Isuse. Za sekoga žvo mojto srce, ti naseli se. Slovata, ti mi davaš sila, ljubov, mir i pobeda vo se. I vo radost, kje ti služam, da sum edno so tebe. I so radost, kje ti služam, da sme jedno vo tebe. Slava ti, Gospod Isuse Hriste, Tatko moj, u imetu Isusovoj deneska, izlegi tvojite životodavni slova, tvojot meč na duhot, da go oddeli telesniot od duhovniot čovek, poranešniot čovek, od novorodeniot, padnatiot satanski grešen čovek, od duhovniot. Vodine i deneska, izlegi tvojite slova, tvojot mir i tvojata ljubav vo sekoje srce koje ke zastane pred tebe i ke kaže: Gospode Isuse Hriste, dojdi vo moje to srce i pomogni mi. Kako što se moleše Isus, molete se vaka, zašto tvoje je Tatko naš koji si na nebesata, tvoje je carstvo, silata i slavata vo site vekovi, znači slavata je njegova. Znam deka u makedonska ta narodna kultura se slavata mnogu slavi se i sve što ženski božestva, se slavi sadot koji je bilo potreben za da se donese Isus, така наречена неговата мајка. Тоа е наследство од античка Македонија, од неолитска Македонија, големата мајка и така натаму. Не се доаѓа до Исус на тој начин, тоа е идолопоклонство. Идолопоклонството, слушнете ме добро, армакедонци, е почеток, крај и причина за секое зло. Дали ги разликуваш духовите? Ти тогаш не ги разликуваш духовите. Ти си живееш, се дружиш со духот на овој свет, а без дух не си христијанин. Што е тоа дух? Што се тоа духови? Еве стихови. Сам Бог на мирот, тоа се тие стихови кои слегуваат во духот, да ве освети, наполно во се. И целиот ваш дух, пазете, вие имате вдахнат дух во земна тела, материја, отпаднат дух, вдахнат дух, пазете сега. И му вдахна во лицето дух животен и човекот стана жива душа во битие. Значи, целиот ваш дух и душата и телото, целото ваше битие да се запознаат без порок за доаѓањето на нашиот Господ Исус Христос, 1 Солуњаните 5:23. Таму има еден старешина на манастир, доста дискутабилен, го напаѓаат и внатре од црквата. Задира и во македонскиот идентитет, значи во нељубовта комплетно ги поддржува соседите кои ги убивале македонците, а од друга страна тој вери дека него го спасува Богородица, го спасува, не Исус. Видите, тоа не е христијанство. Тоа е богородичијанство, односно тоа се наследните македонски почитувања на големата мајка, на Артемида Ефеска, на Деметра, на Тиха, на сите тие божици, Хера и така натаму. Значи, целото ваше битие до доаѓањето на нашиот Господ Исус Христос, 1 Солуњаните 5:23, нашето битие е тело, душа и вдахнат дух. Во 19 стих не вели да не го гаснеме духот. Видите го тој момент. Кој дух? Па вдахнатиот живот, љубов во нас, тој дух да не го гаснеш. А ти го гаснеш зашто ти тогаш немаш масло и тој полека гасне. Ќе го потроши времето на милост која ти е дадено на земјата и потоа се враќаш каде?
Поминуваш низ оган, како што вели, и ако си градел на темел, славено како градба, на Исус, се си работел за Исус, пред се, после се и во се, делото ќе помине и добиваш духовно тело, го оставаш ова тело. Ако не видаш како гол дух таму, во некоја нова приказна. Нели сатаната се преоблекува во ангел на светлината? Дали ги разликувам духовите? Кој дух? Вдахнатиот дух, животот во нас, се преоблекува во ангел на светлината, те измамува, ти се представува за Исус светец и затоа ти е потребно водство во духовната војна за души во оваа долина на сенка смртна. Бидејќи ти не гледаш. Пазете го сега. Друг препев, самиот Бог кој е извор на мир, нека ве направи целосно свети. Мораш целосно да се исчистиш и осветиш, нека го чува чисто целото ваше битие. Он го чува, ако му дозволиш да влезе, тој влегува низ вратата, не влегува низ прозорец како сатаната, преку оградата. Значи целото ваше битие, духот, душата и телото, се до повторното доаѓање на нашиот Господ Исус Христос, тој така наречен Армакедон. И затоа не имаме армакедонски слави, го славиме второто Христово пришествие на нашиот Господ Исус Христос, 1 Солуњаните 5:23. Ете што сме ние дух, вдахнат во душа, оживеана во тело кое од кал земја. Ете тоа е тоа. Што е тоа дух? Добро прашање. Нашиот татко е наречен, запишан како татко на духовите. Тоа е нашата изворна природа, е духовна. Ова не ни е природно во тело. Често го повторувам ова. Секој сонува дека паѓа, тоа е кога си паднал на земјата. Паѓаш и секој сонува дека лета. Тоа е кога си бил духовна природа. Земјата е материализиран, отпаднат дух, затоа е создадена. Ние сме во кафез на телото, односно душа со вдахнат дух, кој е вдахнат дух, кој е љубов вечна. Има два духа на земјата, светиот дух и духот на овој паднат свет кој му се спротиставил со сатаната на небото и е падната 1/3 од таа духовна сила. Дел е материализиран, дел добиваат можност, време на милост да се вратат, дел се во истата духовна природа. Значи, тие се духовна природа, демоните, сатаната, слугите, а поранешните ангели. Значи, светиот дух и духот на овој свет, два духа има. Првиот е животодавна љубов вечна, вториот е проклетство, смрт без Исус. Имаш време на милост, поминуваш, рок на трајање и треба да ги разликуваме духовите. На некои луѓе сотрудници им дава способност да ги разпознаваат дали духот што зборува на вистина е од Бог Отецот или не. 1 Коринтијаните 12:10. Друг препев вели на друг да ги разликува духовите. 1 Коринтијаните 12:10. Важен е овој момент. Без ова ти не можеш да разбереш. Така да како ти знаеш што се случува кога гледаш дека водачи на заедници не разликуваат. Сум го кажувал ова повеќе пати. Демонизирани луѓе ставаат. Значи, да ги разликува духовите, ако не ги разликуваш духовите, ти си слеп во духовната борба и ќе бидеш убиен, ќе умреш, ќе те фатат. Водачи на заедници не разликуваат. И гледаш тоа, се чудиш. Затоа што не се поставени од Исус, поставени се од луѓе, некој дава пари од странство. Ова по големиот религијски заедници кои се прекопирано античка македонска религијска структура, македонска народна култура, што да зборуваме? Тие се слават нешто друго. Овие другиве се поставени од луѓе кои даваат пари таму од некаде, доаѓаат тука им кажуваат што да проповедаат, одредени доктрини, значи врзан е духот. Словото Божјо не се врзува. Пазете. Дарови на Светиот Дух. Ако Исус живее во тебе и ја извршуваш неговата волја ја извршуваш, ти си еден дух со него. Пазете сега, прашањето е како да ги разликуваш духовите самиот. Не можеш. Ќе те излажа. Па затоа има такви цркви бесплодни, мртви. Тоа не е техника знаење, туку живење и водство во Исус, кој во духот би требало да живее во твоето срце
И ти имаме разни техники како духовно дојдеш, сето да се сатански доктрини и ве врзал сатаната прашање на моментот кога ќе ве свлечка. Бегајте од тие техники, не знам какви. Што да кажеш? Значи, кој не ги разликува духовите? Зошто? Зашто таквите луѓе, зашто ти си поставен, сакаш да видиш повеќе од тоа што можеш. Таквите луѓе се лажни апостоли, цитати, работници, свесно или несвесно, кои се преправаат во Христови апостоли. И не е за чудење, па и самиот сатана се преправа во ангел на светлината, се преправаат, ве бунат, сакаат да го изопачат Евангелието Христово. И ти даваш некои земни правила, не разбираш дека духот дува каде што сака. Пак ќе дојдам до неколку правила. Еднаш спасен, за секогаш спасен. Нема сосема погрешно е. Кој ќе претрпи до крај. Значи не судете никого предерано, значи има суд на крајот. Често го споредувам професорот Темков, кој ми предаваше етика на докторски студии, тој велеше етика се полага. Тој повеќе разбира, иако не можеш да речеш дека е христијанин, дека чита Библија и правил. Нали пазете што вика? Етика се полага дента кога ќе се представиш пред Господ, пред таткото. Зошто? Па си вика, си положил кај мене етика, си погрешил после таму неколку пати, си паднал етика. Така е. Се бунат, вика, Христови апостоли, ве бунат и сакаат да го изопачат Евангелието. Например, само Словото. И они читаат со телесен ум, па со телесен ум не се доаѓа. Словото без дух. Каде ви е духот? Е мртво. Вика, само благодат. Апостол Павле вели, се потрудив благодата да не ми е празна. Празна благодат, знаете што е? Ништо не работиш. Проповед, значи, се бунат, сакаат да го изопачат Евангелието Христово, Галатјаните 1:7, проповед од тело, плод, од изопачен ум, телесен човечки ум, со кој не се доаѓа до Исус, без дух, зборува за луѓе во заедниците. Затоа е такво христијанството. И они истото го преповторуваат, што имало некое провидение таму на Мартин Лутер, или улицата Азизе таму во Лос Анџелес, и сега тоа го преповторуваат, или сега Дерек Принц, што и тоа го преповторуваат. Значи, врзани се за луѓе, за туги знаења, не ги води Духот Свети. Ќе дојдеме до тоа. Проповед во 4:6-7, на синовите им испраќа Духот на својот син го испраќа он. Зошто не ви е испратен? Зошто се треба да слушате други во срцата ваши кои вика татко? Татко, блажен е оној народ на кому Господ му е татко. Те сакам, Господи Исусе Христе. А потоа тој не може да каже Господи Исусе Христе, Господи Исусе Христе. И работиш за Исус. Како да ги разпознаваш, проверуваш духовите? Па тој ќе вика татко и од сабајле до вечер ќе зборува за Исус и нема да се срами да сведочи за Исус. Никој не може да го нарече Исуса Господ освен преку Свети Дух. Кога ќе дојде Духот, мене ќе ме прослави, вели Исус, и ќе вика татко. Значи, ако живееме во дух со Исус, под духот со Исус треба да постапуваме. Галатјаните 5:25, видите? Со духот да постапуваш, не по свое. Тие постапуваат по своја волја. Кој се е во телото свое, ќе пожнее погибел. Во телесна црква имаш погибел. Кој се е во духот, по духот ќе пожнее живот вечен. 6:8. Видите го тој момент. Ти сееш во телесна црква, па погибел ќе пожнееш. Станавме, вели, запечатени преку ветениот Свети Дух. Тоа е печат на челото. Да ни даде дух на мудрост и откровение да го познаеме. Да ни даде дух на мудрост да го познаеш треба, да го возљубиш, да го љубиш пред се, над се, после се. Ефесијаните 1:13-17. А тебе, меѓу тебе, Исус стои, например, член на семејство, не ти дозволува да сведочиш, те влече од заедницата, ти се заканува и сега ми викаат што да правам, како да правам. Видете, има два патои. Или ќе му се поклониш на ликот на зверот и ќе бидеш во пораз, во проклетство, во смрт. Или ќе му се спротиставиш и ќе му кажеш бегај од мене, сатано, кој и да е.
кој и да ни даде дух на мудрост и откровение да го познаеме. Ефесијаните 1:13-17, одиме понатаму, кнез на воздухот, ете кој ве води, односно духот кој сега действува во синовите на неверието. Тие се тие Ефесијаните 2:2 без разлика. Мајка, татко, ќерка ќе биде земена, еден ќе биде оставен. Тоа се тие што не веруваат. Имаме ние роднини, нели? Свет храм на Господ, врз кого вие ќе се содзидате во живеалиште Божјо преку Духот. Ефесијаните 2:27-22. Свет храм. Треба да се содзидаш, да бидеш жив камен, да се прилепиш, да се фатиш за Исус, да не се пушташ, да му го предадеш срцето, да му предадеш во умот секоја мисла да е покорна на Исус, да не действуваш од себе, да бараш водство, затоа ти е потребен момент човек да те донесе до Исус, да ти ги разликува духовите, со мечот на духот мораш да поминеш, да слезе сила и да те расече на пола, да го оставиш тој паднатиот стар човек кој те влече назад во гибел, во смрт. Да ни даде сила да се утврдиме преку неговиот дух. Во што? Во внатрешниот духовен човек, преку верата Христос да се всели во срцата наши. Ефесијаните 3:16-17, преку верата. Можеш да се дадеш во вера, во доверба, во поверение. Ти испратил некој човек да ти сведочи. Кој прима пророк во пророчко име ќе добие што? Сладолед, не пророчка награда. Кој прима праведник во праведничко име ќе добие праведничка награда. Кај треба да го примиш? Да ги примиш словата што ти ги носи тој во срцето. Значи зборува за и преку вера Христос да се всели во срцата наши. Ова е реално. Единство од дух, едно тело и дух, 4:24, Ефесијаните, исполнете се со дух, 5:18, ете тоа треба да се исполниш со дух, со духот на Таткото Небесен, духот на љубовта, духот на вистината, светиот дух, духот утешител, со тој, не со паднатиот дух. Ти живееш во стариот дух, старата буква. Молете се во духот, 6:18. Ете гледам, тие читаат молитви. Имаше една наша сестра, во потреба е, не излегува од дома, сатаната е излажал дека е посебна, синот е исто така завладеан. Не излегува од дома, седи, лежи неподвижна. Доаѓавме до моменти да се придвижи. Пазите го тој момент. И дадовме неколку задачи и секогаш излегуваше тоа во умот, таа умствена момент дека, знаете, тоа дека си посебен, старото началство демонско, и кога дојде моментот да се исцели, слезе сила, и велиме сега вака, и таа се дувна, избега самата од заедницата. Молете се во духот. Таа читаше молитви, поезија, човече. Духот се молиш, татко, во името Исусово, помогни ми. Тоа е во духот, се поврзувам духовно. Заедништво со духот, Филип 2:1, Филипјаните. Макар да сум одсутен со телото, порака од нашиот татко, упатство за родение во духот, со духот сум со вас. Дозволи му. Колосјаните 2:5. Пазете, а ние зборуваме, зато ти треба тебе посредник. Исто така една лага, сама можам јас, мене Исус ќе ме учи, не мора јас да ја учам. Исус не ќе изборувал. Појден се веројатно ја напушти заедницата. Бидејќи слегува духот се посилни, ти не може да издржат демоните. И се уште живее во стариот пораз, дури, например, блиски роднини. И таа роднината што беше со неа остана без работа, повторно се врати во стариот проблем, во старата пранга, брштен од јагуши го зема здивот, сонува да биде на некое друго место. Духот ја учел, ништо не работи, за Исус мислам. Ете, тоа е таа заблуда. Евангелието не дојде само со слово. Не е доволно да го читаш само ова, Светото писмо, ова е она што слегува, туку во сила на Светиот Дух. Тоа е целиот момент. Ти немаш сила да се промениш. Колосјаните 2:5. Туку во сила на Светиот Дух. Го примаме Словото со радост во Светиот Дух. 1 Солуњаните 1:5-8.
со радост треба да го примиш во Светиот Дух. Видиш што вели тој? Да кажеш бегај од мене, Сатано, или да му се поклониш на ликот на зверот, некој твој член на семејството. Не гаснете го духот. Значи, ова ми доаѓа 5.19. 5.19 Солуњаните. Прво Солуњаните, осветување од Светиот Дух. 2 Солуњаните 2.13. Осветување, да се исчистиш. Бања на преродување и обновување од Светиот Дух. Тит 3.5. Бања на преродување, внатрешна бања. Не само надворешно капење, телесната нечистотија, него да му се ветиш, да му се дадеш, да му се покориме на Отецот на духовите. Ете, тоа е тоа моментот, за да бидеме живи, Евреите 12.9, и тоа е она блаженство, блажени се кротките, зашто тие ќе ја наследат земјата. Кроток, значи му се покоруваш, кротко јагне, му дозволуваш да те води, да те земе, да те донесе во стадото. Или ако добиевме друг дух, кого не сме го добиле, 2 Коринтијаните 11.14, така да тие мислат тоа што тој го мисли, христијанин долги години, тоа што тој го сака, дека и Господ го сака, и само се моли да му го даде тоа што тој си го мисли и тој си го сака. Па нема такво христијанство. Затоа има пораз и болки. Затоа има многу болни и мало стадо. Примање на некаков друг дух. Лажни апостоли се служат со измами, се преправаат во ангели на Христос. И самиот Сатана може да се преправа. Глуми во ангел на светлината, 2 Коринтијаните 11, 13, 14. Значи, актерот учи тук текст по извесен период, не прави разлика меѓу себе и текстот, тоа е дарба исто така. И го зборува од своје име и тие се водочевуват, му ракоплескат, а тој е само како научил нешто, туѓо. Знаете, така и овој научил 50-100 стихови, кој каде се наоѓа, зборува за Исус, а нема сила смртена, исто како вас, ве води во смрт. Се вели да ги испитуваме духовите. Да не го примаме духот на овој свет, туку Исусовиот дух на вечната љубов. Знаците се овие. Кога ќе слезе духот, ти ќе викаш татко. Како што гледате во таа голема заедница што го чита Словото, молитвите им завршуваат со интонации: Господе, вака, Господе, вака, список на желби, Господе, вака да ти кажеме ние нешто, не Господе, Господе, да го... Не сите што велат Господе ќе влезат во Царството Божјо. Кога ќе слезе духот, ти ќе викаш: татко мој, јас имам татко, јас сум негов син, ме фаќа за рака, ме внесува во една голема библиотека, бескрајна, вади од горе книга од која излегува оган, ми ја става во срцето. И јас сум тој сад, ова се тие текстови кои излегуваат и влегуваат. Јас сум само сад, исполнет со духот. Ке велиш татко, ке го славиш само Исус, нема да славиш успение на некој таму. Си ги славиш своите женски празници, божество. И непрекинато ќе сведочиш и ќе работиш за Господ Исус Христос. Ќе работиш за Царството Божјо. Ќе го шириш Евангелието на мирот, ќе одиш за загубените овци. По делата ќе ги познаете, синови човечки има и синови Божји. Дури и по црквите поголем број од луѓето се синови човечки. Си ја исполнуваат својата волја, своите желби, демони на мисли, желби и очекувања, и страсти, мечти. Ги води нивниот дух, духот на овој свет. Знаете, по делата ќе ги познаете, слуги на духот, 2 Коринтијаните 3.6.8, духот те води. Ти чекаш водство, знаеш, не вршиш работи без него. Не действуваш, точно знаеш каде завршуваш ти. Да му предадеш се, он да те води, учи, обликува, действува. Само духот знае што има во човекот. Но ти кога си еден дух со него и ти знаеш, разликуваш заедно со него, знаеш дека самиот не знаеш, и го има тој стих: залог на духот вложил во срцата наши
2 Коринтияните 1:22. Светиот Дух Исус живее во мене, не си припаѓам само на себе, скапо сум платен. Со Духот сум измиен, осветен, оправдан. Имам сила да победам се, да издржам се. 1 Коринтијаните 6:11-19. Бегај од мене, Сатано, во името на Господ Исус Христос, не враќај се повеќе. Бегај од Македонија, Сатано, во името на Господ Исус Христос, не враќај се повеќе. Бегај од заедницата со трудници, молитвената војска Исусова, Сатано, и не враќај се повеќе. Ја враќам Македонија во твоја собственост, и себе си, и заедницата, и се што имаме собственост на Таткото Небесен Исус Христос, не за сатаната и смртта, да за Исус во моето срце, залог на Духот во срцата ваши. Тоа е христијанство. Што има во човекот? Духот продира во се и во длабочините Божии. Така слегуваат овие стихови. Само ти ли знаеш од Словото? Не знам ништо. Но Духот му давам да ме води, како што ми рече од Пиринска Македонија, македонец. Ние сме автомобилот, Светиот Дух е возачот. Добро кажано. Самиот Дух, значи што има во човекот, никој не знае, освен Светиот Дух. 1 Коринтијаните 2:10-14. Самиот Дух му сведочи на нашиот дух дека ние сме чеда Божии, синови и ќерки Божии. 8:16. Дали сум син Божии, кого го води комплетно Духот Божи, припадник на семокниот Татко Исус Христос? И така ги разликувам духовите, заедно со нив. Секоја мисла е покорна на Исус. Или самиот сум си се поставил некаде, негде, репетирам, брборам стихови од Светото Писмо, а во срцето ми лежи некој друг, кој стои меѓу мене и Исус, славам некого друг, препредавам туги знаења стари по 400 и 500 години, како да Духот се успал во сон. Не ме води Духот Свети, ме води Духот на овој свет. Татко, Господе Исусе Христе, само на Исус му се поклонувам. За секогаш Исус, на секаде Исус, во секого Исус, во срцево Исус, од земјата до небесата го објавувам Царството Божјо. Слушај радио Свети Дух, да прими жива вода дарум, да те облее силата на љубовта Исусова. Ах, колку си ме возлюбил, Татко Небесен. Се можам со Исуса Христа, кој ме крепи. Не за сатаната и смртта, да за Исус во моето срце, во заедницата, во секој еден од вас и во македонскава земја Исусова. Амин. Остани во мене, Исусе, нека преплави љубовта Твоја. Остани во мене, Исусе, нека се наполни моето срце, љубовта Твоја. Исусе, лекува се, нека се преточи